Овде е мрачно и мрак ме обвиват, и темна мъгла земја покриват. Мразо и снего и пепелници, силни ветришчави улици. Околу мъгли, мразо и земни, а в гради студо и мисли темни. Не, ја не можам овде да седам. Не, ја не можам мрзо да гледам. Дај да влезам некаде да се стоплам. Домаќини! Има ли некој? Има, повели. Добро вечер, бабичке. Може да влезам да се згреам? Може да влезете. Сполајте. Ајде, влезете, стоплете се. Ајде, ладно време. Ајде, стопли се. Многу ладно. Седнite, повелете, седнite. Фала ти, бабичке. Ладно е времето. Тешко време. Мразој, студој, темници. Неќе да е нарно. Нарно, ама ќе издржиме. Чекај, што е ова? Ја затвора таа еден. Видете, темница. Па што ќе гледаме ние? И што сега? Што Ќе правиме? се буниме. Дај да видиме што сега. Дај да нинското, бабе. Ајде, видите да видиме. Видите? Бабе, не било толку лошо бе заеден, видиш? Се убаво, прекрасно, розево, волшебно. Значи, ајден била проблема. Апсолутно, секогаш ајден е проблемот. И ова емисија е проблем за политичарите кои се неизоставен дел од неа. А проблемите најдобро се решаваат со забрани. Например, носи закон со кој забрануваш емитување на емисијата на Рапорт со Јофе. Или уште подобро, ја забрануваш А1 со закон, па немаш никакви проблеми. Ама да, како што забележувате на властите, се уште не им текнало да го направат тоа. Баш напротив, неки одмрзна и сметките, па се вративме во студио. А таман се затопли времево, бе. Да бе, да, кога беше најладно надвор, сега во студио. Ни Господ не е со нас. Или кој да го контролира времево? Глигород, метео. Да бе, да. Требаше да ми текне порано. Колеги, мислам дека имаме предавник во нашите редови. А може би немаме и време за официјален старт на денешното издание на Рапорт со Јофе по 35-ти пат на А1. Ако се сеќавате, минатата недела емисијата ја завршивме со нашиот претседател Иванов и неговата приказна со намигнувањето. Интересна работа, една недела подосна во викенд изданието на Шпиц, 8 на една нова приказна, во која исто така има намигнување. Каква коинциденција, просто да не ти се верува и да мислиш дека е поврзана. Текстот вика вака: Обама во паника, некој му намигнал. Паника се шири во Белата куќа по молитвениот појадок кој се случуваше минатиот четврток во Вашингтон. Според информациите што ги добивме од таму претседателот на САД, Барак Обама повеќе од една недела е заклучен во својот кабинет и не сака ни да чуе за излегување од него, а воопшто и не размислува за напуштање на претседателскиот имот. Не сака да ја види ниту својата сопруга, ниту подпредседателот. Единствено може да му се приближи еден од членовите на обезбедувањето како и шефот на тајната служба. Ваков не сум го видел никогаш, ако знам долги години. Ова е нешто неверојатно, вели нашиот извор кој сака да остане анонимен. Како што не информираше тој, претседателот Обама започнал чудно да се однесува уште додека биле на молитвениот појадок. Дури имали проблеми со читањето на говорот, што дотогаш не било случај. Како што ми кажа, уште на почетокот на појадокот некој човек од соседната маса му намигнал, а нему му станало незгодно, па се свртил на другата страна и започнал муаве со некој облизинат со некоја сосема неважна тема, само да не мисли на непријатната случка. Потоа, од правецот од каде дошло намигнувањето, дошол некој да се поздрави, па не сакајќи повторно погледот му се вкрстил со човекот од соседната маса, а тој повторно му намигнал. Вака раскажува нашиот извор. Според него во тие моменти претседателот веќе сакал да си замине од појадокот, но не можел да го направи тоа бидејќи морал да им се обрати на присутните, па станал и тргнал кон говорницата. Додека одел натаму, поминал покрај масата каде се наоѓал намигнувачот, а тој
повторно му намигнал. На вистина страшна и потресна приказна, почитувани гледачи. Понатамошниот ТГ крајот го имате во викенд изданието на Шпиц или на сајтот шпиц.com.mk. Утре ќе го имате и на официјалниот фанпејдж на ова шоу на facebook.com/Нарапорт со Јофе. Во продолжение на денешното издание се дружиме со највозрастниот во владиниот природбенички тим, министерот за правда Михајло Маневски. Најпрвен се посетуваме на негова изјава дадена минатиот петок во Битола. Министерот за правда Михајло Маневски конечно проговори за случајот Појажина, меѓутоа бега од одговорност и се прогласува за ненадлежен. При денешната посета на Основниот суд во Битола ја отфрли препораката на холандската амбасадорка Симоне Филипини, која јавно го прозва и рече дека добро би било министерот за правда да формира тим кој ќе испита дали биле земени предвид сите законски аспекти во овој случај. Ова прашање што е поставено за конкретниот случај е прашање на Судскиот совет на Република Македонија, бидејќи само Судскиот совет на Република Македонија може да поведе постапка или да испитува стручноста или совесноста во врска со вршењето на судската функција. Министерот за правда такви овластувања нема. Аха, добро, ќе мора да се согласите дека Маневски направи доста фер муабет. Работава е за на Судски совет. Не може некој си тамо министер за правда да зборува за судството од проста причина што не е во негова надлежност. Што? Баш судството е во надлежност на министерот за правда? Добро, ама си кажа министеров дека муабетов е за на Судски совет и мислам дека треба да го послушаме. Да, министеров треба да го ставиме на мира, а во меѓувреме ќе мора да најдеме некој член на Судскиот совет кој би се заинтересирал за случајов. Само не знам зошто, ама во моментов не може да ми текне на ниту еден член. Може би бидејќи следуште министеров е на плазма позади мене. Да. Ај чекав вака да направиме. Ај вака да го покриеме да видиме дали ќе ми текне. Не. Се уште не ми текнува на никој член од ова советов. Режија, да ја посетите ме на некој член на Судски совет да му кажеме да поведе постапка? На министерот за правда Маневски не му е местото во Судскиот совет. На заменување од претседателската фотелја во советот, Васил Грчев дециден во однос на членството на Маневски во советот. Министерот за правда не треба да биде член на Судскиот совет. Значи го поддржувам ставот на фелата од која произлегувам, значи која е ист со оној кога и се носи се законот. Ние тогаш како судство сигнализиравме, дававме предлог да министерот не биде член на Судскиот совет. Додека лидерите се договараа како министерот излезе од Судскиот совет за да не влијае на одлуките, таму падна одлука да се поведе постапка против судиката во апелациониот суд Виолета Дума. Иницијатор на постапката е министерот за правда Маневски. Брисел бара депортација од Судскиот совет на, како што вели опозицијата, министерот за неправда. За СДСМ најважно е да се смени одредбата донесена во нивно време, првиот човек во правда да биде и член на Судскиот совет. И по одлуката на Уставниот суд, Маневски не смета дека има злоупотреба на службената положба, кога со Судскиот совет ги разрешуваше судиите Виолета Дума и Владо Джилвиджиев. Моето прво прашање кон вас е: дали се служувате со оценките на господинот Филип Рикер и сте спремни да го прифатите амандманот на Социјалдемократскиот сојуз, господинот Маневски конечно да се тргне од Судскиот совет? За СДСМ главно е од Судскиот совет да замине главниот виновник за партизираното судство, министерот Маневски. Судската фела се погласна дека на министерот за правда Михајло Маневски не му е местото во Судскиот совет и дека треба да се замине оттаму. Експертите предупредуваат дека е несреќно решението министерот за правда да седи во советот поради влијание во одлуките и разрешување на судиите. Добро. Значи да, свативме дека самиот Маневски е член на Судскиот совет и дека тоа е лошо. Аман веќе. Сепак, на крајот, најважно е самиот да е задоволен од својата работа. Не ли е така? Значи задоволен сте од самиот себе? Како министер? Дали сум задоволен од самиот себе? Дали сте задоволни? Па ја мислам дека треба да бидат 50 задоволни граѓаните, а граѓаните мислам не дека се задоволни. Да. Тоа по ваше мислење, веројатно. По наша анкетите така. По ваше мислење тоа. Нормално дека е помислење на лошите новинари, бе, министре. Граѓаните се екстра задоволни од вашата работа. Остајте тоа што новинарите измислуваат некои си таму анкети за да ве отсрнат. Каде се анкетите? Ако постоја, сигурно ќе ги покажевте досега.
Највозрасниот во кабинетот на Груевски, најнеомилен и со најлоши оценки. Дури 70% од испитаниците во анкетата на Дневник тврдат дека тој не заслужува да седи во фотелјата и да ја врши одговорната функција министер за правда, а само 17% дека треба да остане министер. Во изден Институтот Павел Шатев, кој важи за близок до владачката гарнитура, излезе со податоци 61% од граѓаните имаат негативно мислење за Маневски, а незадоволството кај албанците и сите други етнички заедници е 72%. Да бе, две анкети на двете не го сакаат, па уште и во изден објавени. Некако не ми се верува вака на прва. Режи, а ако сакате, пуштете уште еднаш да слушнам? Дури 70% од испитаниците во анкетата на Дневник тврдат дека тој не заслужува да седи во фотелјата и да ја врши одговорната функција министер за правда. Тоа по ваше мислење, веројатно. По наши анкетите така. По ваше мислење тоа. Во изден Институтот Павел Шатев, кој важи за близок до владачката гарнитура, излезе со податоци 61% од граѓаните имаат негативно мислење за Маневски, а незадоволството кај албанците и сите други етнички заедници е 72%. Тоа по ваше мислење, веројатно. По наши анкетите така. По ваше мислење тоа. Добро бе, добро, не е на одмен малку да се пошегуваме. Не ли, министре? И вие се шегувавте со тоа по ваше мислење. Еве, повелете сега и дадете го вистинскиот одговор на прашањето. Ми одговорили дали ќе си даде оставка по критиките што се од меѓународната заедница и од недовербата од граѓаните? Министре, нема да одговорите? Нема да одговори, ама тоа по ваше мислење. Инаку, министерот е секогаш спремен за прашања и одговори на истите. Исто така, министерот Маневски е спремен и за прифаќање на конструктивни предлози, а од неговата партија имаат еден таков предлог. 50 на пратеници од ВМРО ДПМН решиле да го вадат Маневски првиот човек на Врховниот суд од Судскиот совет и како уставна категорија да биде ставен и Државниот завод за ревизија. Без консултации со коалицијскиот партнер ДУИ го доставија предлогот за нови уставни измени. За опозицијата, ова е уште еден доказ за насилничкото владење на Груевски. Груевски решил конечно да отргне Маневски од Судскиот совет. Добро, баш ме интересира што има Маневски да каже на ова. 50 на пратеници од ВМРО ДПМН решиле да го вадат Маневски првиот човек на Врховниот суд од Судскиот совет. Тоа по ваше мислење, веројатно. По наши анкетите така. По ваше мислење тоа. Ма не, господине министре, тоа не е по наше мислење, туку по мислење на ВМРО ДПМН е. Знаете, вашата партија, Груевски, не ви текнува. Па добро, јас сепак и покрај сите критики од јавноста, опозицијата, експертите, новинарите, меѓународната заедница и така натака, сепак мислам дека сте супер, министре. Тоа по ваше мислење, веројатно. По наши анкетите така. По ваше мислење тоа. Да, по моje мислење, така и реков, министре. Според моето мислење, вие сте супер. Не гледам што е проблемот во тоа. За крај на денешното издание одиме во прес-центарот на ВМРО ДПМН. Тамо не чека Косана Николич Мазнева која раскажува за тоа колку е само најпрекрасно во собранието откако си заминаа пратениците од СДСМ. Спорува и за законите кои ги донеле без нив. Собранието на Република Македонија го донесе, се разбира во текот на првото читање, Законот за постапување со бесправно изградени објекти. Со оваа мерка на сите граѓани кои што живеат во дивоградби им се овозможува нивна легализација по само 1 метро од метар квадратен. Точно така. Или попрецизно да им објасниме на нашите гледачи, за секој нелегален метар квадратен ќе треба да дадете по едно вакво метро. Значи, вие им го давате метрото, тие го земаат, ви мерат 1 метар квадратен со него и ви го легализираат. Мора да се слушате дека ваквата мерка е апсолутно гениална, бидејќи ако ништо друго, на сите ни се наоѓа по дома по некој вакво метро, кој само така се седи и фаќа прашина, а вака ќе може да си ја најде својата вистинска функција. Сега, добро, тука се ова е мал проблем. Например, ако имате 100 квадратни метри кои се нелегално изградени и сакате да ги легализирате, ќе треба да им дадете 100 вакви метра, ама мислам дека ќе се снајдете. По роднини, по пријатели, ќе соберете. Ве интересира што ќе прават после со метрата? Добро, ова може и не треба да окажувам јавно, бидејќи толку љубезно ја прашавте.
кај да треба да го довршат и од Италија да го испратат грандиозниот споменик на Александар Македонски, кој ќе биде поставен на плоштадот во Скопје, па ќе треба да се направи проверка на должината. Треба да им се верува на тоа италијанците. Вака со стотиците собрани метра, многу лесно ќе видиме дали не испорачале побараната должина или не се знале. Океј, толку за денешното издание, драги мои. Јас мислам дека добро си поминавме и добро се забавувавме во изминативе 15 на минути. Тоа по ваше мислење, веројатно. По наша анкетите По ваше мислење. Аман бе, министре, значи да, по наше мислење, така и реков. Не мора на секој да се карате. facebook.com/нарапор.со е таму се дружиме преку цела недела, а овде времето ни истече. Чао, се гледаме следната недела.